И ви го должиме вториот разговор со втората Елена за денеска понеделнички ни стартува денот со две убави, многу талентирани Елени на кои верувам дека не само јас, туку и вие ќе им се радувате. Добро утро за Елена Васова. Добро утро. Сопран, дама која ја сака сцената, дама која е родена за сцена, дел е од многу домашни меѓународни проекти, а најново последнава недела беше актуелна по тоа што настапи заедно со големиот јапонски бас Казухиро Котецу. Елена Васова го ја разубави вечерта и навистина брилираше на сцената на Македонската филхармонија. Стивна импресиите, Елена? Па не можам да речам дека стивна, си уште некако тлеат. Навистина нешто убаво се случи таа вечер. Споивме две сонца, како што би сакала да кажам. Две култури едни кои што се многу различни, а многу слични ете под јазикот на музиката. Со Кацухиро се знаеме одамна и ета таа... Како се запознавте? Во 2014 уствари се запознавме на имавме соработка, Токиска опера и МОБ. Се изведуваше Нукниот жираф од Икумадан, каде што јас ја добив главната улога од детскиот хор. И тоа беа најубавите 3 месеци во мојот живот, дефинитивно. И тогаш решив дека јас сакам да се бавам со оперското пеење конкретно ете. И ете така некако тргна сето тоа. Да, гледаме инсерти ние паралелно со ова кое ти го раскажуваше и други инсерти на проекти во кои што ти си ангажирана. Всушност, имаш само 25 години, но позади тебе се бројни проекти, искуства, снимања, настапи, концерти на кои што верувам дека ќе се множат во иднина уште многу повеќе, а ова се пак фотографии од концертот кој што се случи минатата недела во филхармонија. Подоцна и ќе ја чуеме кратко едно делче од македонското девојче кое навистина беше најубавиот момент на крајот на концертот. Покрај тоа што ти се определи да бидеш оперски уметник и оперски пејач, кај тебе не престанува пак да работи потребата од тоа да бидеш дел од една поинаква авторска музика која ти ја создаваш и ти ја негуваш, какви што, да речеме, на нашиве простори и нема многу од каде потребата да се бавиш и со една малку поинаква музика од оперската. Од љубов. Од огромна љубов и сакање на нешто повеќе. Едноставно, додека учиме, студираме, јас имам завршено и средно музичко образование тука во Скопје и факултет. Не дека ни се поставени некои лимити, меѓутоа сакаме да истражиме малку повеќе. Любопитноста не носи многу подалеку и многу пошироко, да. Да, и тоа некако ми створи соработки со автори кои што си ја пишуваат нивната музика. И кога ја напиша првата твоја песна? Мислам дека беше 2017 година. Значи, на мој 17. Се уште не е издадена таа песна, меѓутоа стои во фиока. Стои во фиока. Си го чека своето време. Си го чека своето. Но денеска на крајот на нашиот разговор ќе направиме една телевизиска премиера на Алфа телевизија за Пријател, композицијата која што пак денеска ни е главната точка, во која ти имаш неверојатен спој таму на мистични елементи, на една природа преубава, на јазик на кој што само преку музиката можеме да се искажеме, а музиката, како што рече и ти, како што мислам и јас, не познава граница, не познава разлика, таа умее толку моќно да го обедини целиот свет, да ја заобиколи целата планета и повторно да не приземји назад. Да. Од кого го наследи талентот за музика? Па, во мојата фамилија нема никој музичар. Мајка ми убаво пее, така што мислам дека по неа сето тоа. Да, а татко ми ја разви љубовта за музиката со неговите плочи. Почнав со Bee Gees, сите диско музики од 70-ти години па натаму, ABBA и
преминав на Чик Кореа, Херби Хинкок и така некако решив да пијам се повеќе и повеќе од тој извор. Да. Во искуствата кои што ги имаш во блиското минато си дели од доста проекти каде што филмската музика е во преден план. Какви се тие искуства? Во студиото Films снимаме заедно со хорот ProArs. Тоа е професионален мешан хор кој што патам настапи на концертот со Котецу? Да, под диригентство на маестро Сашо Татарчевски. И имаме сесии кои што траат дали час, дали 3 часа, дали се дуплира тоа, па 2 пати снимаме, еден ден ќе поедаме 3 часа, следен ден повторно. И е дефинитивно нешто кое што е доста не треба да се потцени. Затоа што студиската работа знае да истрпи, па некогаш дури како маратон да си истрчал. Да, а кога се пее и грлото пак се оптеретува, иако во моментот можеби за тоа и не сме ни свесни. Ке ми раскажеш ти за ProArs уште нешто повеќе? Да. Во моментов гледаме некој твој настап. Каде е ова? Ова е на фестивалот Млади за млади, кој што се одржа пред скоро недела дена, каде што се изведува авторски композиции од доста млади бендови. И беше едно преубаво искуство да се покаже ете на публиката наша што имаме, како имаме да дадеме. Да, одлично, одлично. Навистина, ова е горе во салата на Факултетот за музичка уметност, на свој терен, каде што верувам дека и најдобро енергетски се чувствуваш и знаеш дека тука можеш, колку и да не ти е денот, или да не си во елемент, или да не си во форма, тука можеш да го дадеш секогаш твојот максимум. Имаме ние уште едно видео, кратко, дали е 30 на 40 на секунди, македонско девојче би сакала да го погледнеме од настапот во малата сала во Македонската филхармонија, вечерта, кога навистина публиката беше воодушевена од се она што беше презентирано на сцената, не само ProArs, не само јапонскиот хор, маестро Котецу, Елена Васова и сите останати кои што настапија таа вечер, така да ако ни е подготвено тоа кратко парче со тон и со слика да го погледнеме, македонското девојче како звучеше на сцената, го пееја и луѓето на сцената. Ова не е тоа, предпоставувам дека се работи за нешто што треба да избараме па да го пуштиме, доколку го најдеме, сепак ќе го видиме. А скажи ми малку повеќе сега за Пријател. Кој го правеше сценариото? Како се случи таква една интересен спој на луѓе кои се внатре во спотот? Пријател, исто така песна која што стоеше во филка, ми дадоа храброст да ја напишам Нена Стефановски, тоест да издадам Нена Стефановски, Кунг Фулиш и Ади и Мери, моите навивачи. Да. Само ова е македонското девојче, да го чуеме, да го видиме. Ми се чини. Кратко, ама моќно навистина. Толку се емотивни овие вакви настапи, каде што колку што пее публиката на сцената, толку пее, колку што пеат изведувачите, толку пее и публиката од сцената. Да, тоа е енергија која што циркулира едноставно, кога ќе видиш насмејани лица во публика, особено кога ќе почне некој да ти пее назад, уште повеќе енергија ти дава да особено кога некој од многу далеку пак толку многу ти ја сака твојата музика, македонската песна, со таква една експресија, со таква една емоција, сето тоа донесено на сцена и дополнително повеќе од нас излегува и не поздравува секоја клетка во нашето тело, така нели? Апсолутно. Да. Затоа што ни фали еден момент на унија, на соединетост во време, искрено.
Да. Ајде да се навратиме повторно на муабетот за пријател, кој што ќе го видиме за брзо, премиерно. Една раскошна, долга плетенка, едно цветно лице на машката половина односно тоа е пријателот, така нели? Да, така треба да биде. Кој ги донесе овие идејни решенија кои не сум ги видела јас во други спотови? Заедно со моја добра другарка Борјана Јорданова седнавме на кафе и решивме ова да биде сценариото. Па ни помогна и студенти од Белградскиот ФДУ. И тоа беше еден проект на студенти, да кажам, кој што мислам дека успешно го доловивме. Александра Трпевска Маджестик ми помогна јас да се облечам во тој спот и Бобан Тодоровски Bobcat Experience ми помогна да направиме таа прекрасна плетенка која што беше направена од волна, од конци. Да, сигурно и долго време сте го правеле. Да. Плетенката е многу метри долга. Да. Што символизира во спотот? Нешто што го носам со себе. Да. И на крај таа плетенка ја снемува, ќе видите во спотот, и се појавуваат цвеќиња кај мене во коса. А човекот цвеќе повеќе не е цвеќе. Да. Нешто друго. Да, символиката е број 1 и треба да ја слушате со внимание, треба да си ги одложите другите активности, се разбира телефонот никако додека го гледате спотот, ама за некоја минутка ќе го погледнеме спотот, па и ќе видите за што станува збор. Ако би требало да ги ставиш на кантар, да ги измериш вака, она што си ти во пријател и она што е Елена на сцената на МОБ, што би одбрала? Не можам да одберам. Тешко дека ќе одбереш. Не можам. И тоа ме исполнуваат апсолутно. Нешто без кое што не можам да живеам, едноставно. Која улога би сакала да ти се оствари, да ја реализираш, бидејќи имаш само 25 години, пред тебе се сите улоги сопрански, но во која улога најмногу ти се доживуваш? Можеби Сузана, вака во последно време што открив дека можам да ја пеам. Меѓутоа, ете, мојата улога која што би сакала да ја пеам не е сопранска, туку е мецо-сопранска, и тоа Кармен. Кармен? Да, од секогаш ми била фасцинантно, некако се пронаоѓам во таа пркос што ја носи девојката. А ги имаш тие мецо-сопрански ниски тонови? Јас сум спинто сопрано, имам 25 години, сепак и ќе видиме како ќе се развивам со текот на времето, па можеби ќе успеам да пеам. А ти и по физиономија многу одговараш да бидеш една прекрасна Кармен, така да вистина ти посакувам да ти се случи. Кармен, вако не во првите години од твојата кариера, тогаш во зрелите години од твојата кариера, кога навистина и гласот се спушта. Природно е гласот да се спушта малку пониско, тоа љубителите на оперската уметност многу добро го знаат. Како изгледа денот на еден оперски уметник? Дали си ранобудна, дали ги сакаш утрата, дали легнуваш рано за сметка на тоа да ти биде утре свежо грлото, наспана и така натаму? Кој е, да речеме, начинот на кој што си почувствувала дека ова е тоа и вака сум во форма секогаш? Прво, концентрација апсолутна на настапот, на преварот, било што следува. И кога човек ќе си даде опција да или не, често стреми кон да. И ништо друго не е важно во моментот. Многу е битно да најдеме начин како од телото, од нозете нагоре да ни струи гласот и воено енергетски да се стабилизираме. Да бидеме присутни во моментот, бидејќи е многу важна таа работа. Да, многу ги сакам утрата, особено сега пролет, лето, едноставно е зголемен денот, зголемена жилбата за живот, да кажам. Ти повлијаело ли некогаш топлото време, ладното време? Ти повлијаело ли да не звучиш така како што треба да звучиш или имаш некои своји алтернативни методи на кои што полагаш внимание и знаеш дека благодарение на тоа ќе звучам супер? Дефинитивно секој оперски пејач си има и пејач воедно си има рутина некаква која што си ја практикува пред да излезе на сцена.
За мене тоа, например, е јадење специфично, дали сега сезонски лубеница или овош е некое вода, доста пиење и едноставно смиреност некаква да си предизвикам на себе си, за да можам најчистото од себе да го извадам. Тоа е тоа. Так, браво. Не е така далеко периодот кога имавме некаква пракса, да не ја наречам пракса, но имавме еден период кога доста покрупни оперски пејачки и пејачи имавме на сцената до пред некоја си деценија таму, но во оваа последна деценија ми се чини дека на сцената продефилира вистински убавици како тебе. Фала ви. И млади надежи, млади таленти кои што навистина многу полагаат и на својот изглед, и на својот пејачки израз, и на она кои се и како се на сцената. Јас искрено ти посакувам не само Кармен, уште многу улоги да ти се остварат. Кажи ми како ќе биде ова лето, дали ќе бидеш ангажирана, дали приватно повеќе или можеби професионално? И приватно и професионално. Ќе видиме како ќе оди сето тоа. Меѓутоа се спремаат нови проекти. Ќе видите, ќе ве најавиме за скоро време. И треба да имаме еден настап каде што ќе бидам гостинка на 14 сега во склоп на Скопско лето. Одлично. 14 Скопско лето, значи сите вие кои што ги следите концертите во главниот град, не ја пропуштајте можноста да ја слушате Елена Васова во живо, а за новите проекти и за сите нови нешта те очекувам да не информираш и повторно да дојдеш во нашето студио, бидејќи ние сме овде отворени лето, зима, секој ден од рано наутро. Ти благодарам што ни ја разубави денешната. Ви благодарам на поканата. Програма вака понеделнички две Елени ни дојдоа навистина многу убаво.